шоки мои, денес ќе снимам видео 10 работи што не се знали за мене, значи ја тој цел ден мора да размислу што да напишу, значи имам тој 10 работи, значи 10 работи. Иначе најас ќе ме подрум, така да према почна свето, остави сите на лайк и на subscribe и фоловате ме на Instagram и на TikTok и на групниот TikTok Зилзе Бати овезно. Све линкови у дескрипција под овој видео одмак има. Така е да не дужимо поише, можемо да почнемо со првата работа, ствар што не се знали за мене, дека имам 15 години и озбилно тренирам фудбал. Значи имам 15 години и озбилно тренирам фудбал, значи нема си врска, нема врска со животот. Значи да имам 15 години, озбилно не тренирам нешто озбилно, али оно кој играм ga секој ден, истршано се, значи знаете кој е тај пропали фудбалер, знели? Идемо со втората работа, а тоа е дека тренирам у Силекс за младинци и се поаќе работу за трансфер у нов клуб. Значи више имам одлучено кој клуб ќе иду, само треба да ми се поклопе кад имат трензи, кад сам дали сам ја слободен од школа, пошто у други град, така е да ќе видимо има време за некои 2 до 3 недели треба да се донесе одлука дали ќе иду у тој нов клуб или не. А ја нема ви да кажу кој е тој клуб, ќе мора почекате и ако се деси ќе ви кажу, ако не се деси пак ќе ви кажу, ќе видиме. Трета работа е тоа што тренирам скоро секој ден, освен кога имам фолклор или одбор. Значи од понеделник до петак секој ден тренирам склекови, згибови, пропаѓања, трчање, ово, нели? А субота кога имам фолклор, нели не може постигну све да изработам, еве се ќе имам еш поголема работа, значи снимање со YouTube, значи враќат се нас, значи јаче него икад, нели, нема врска. Друго, значи тој имам напишано дека сакам еден ден да зиграм за Македонија, значи ово е од целата листа дешто имам, значи ово е прва работа што треба да се отпише, пошто на Македонија че ја да играм, да се бркам таму, неќу. Пета работа дека конечно више имам контакт со некои фудбалери, значи овде у Силекс што играт имам контакт, пример, да не ги спомнувам, ајде ако гледате овој видео, нема ме видите више никој живот. Шала се. 6 праву фудбалски едити и ги постирам на TikTok, значи запратете ме на TikTok обавезно, значи втори линк у дескрипција, таму можете ги видите. Значи петак, субота и недела кој објаву едит. Седум, обожавам да анализирам фудбал и играчи. Значи ја ќе ти седну и кад игра пример некоја наша држава, пример што Македонија, Босна, Хрватска, било која држава да игра за наша квалификација или едноставно за било што, ја ќе ти седу такој пред телефона и ќе си гледам анализи, ќе си гледам кој колку шута има, кој колку шута примал, гола, значи исто како најпут кога играа Босна и Италија за квалификација за светско првенство, финале, значи Босна против Италија, значи еве ви колку скриншоти ви имам од тај утакмица. Екстра тајм, фул тајм, значи јас ти луд за тие работи и просто фану. Гледам кој од кога испаднала пример Италија. Италија 3 светски првенства поред нема да игра, 2018, 22 и сега ево вој, ако ви интересира, 2018 испаднала од Шведска, 2022 испаднала од Македонија и сега испаднала од Босна. Значи друго може ви кажу првото светско првенство. Првото светско првенство го освои Уругвај 1930 година, така да за фудбал сам мајстор, значи мајстор. И можу да ви кажу што е, пример, те 2030 или 2034 светското првенство ќе се игра у Саудитска Арабија. Друго Србија и Босна никад не се квалифицирале на европско првенство. Македонија никад не играла на светско првенство. Друго, нема што више се кажува, него идемо со работа, а работу на себе секој ден.
овој си нема врска после со оној што еден ден сакам да зиграм за кога. Тој и овој си немат врска со животот. Ја не знам што сам пишувал дека не го конеш како само да имам за видео нешто. Добро. Девета работа, мрзу да губу, иду само на победа секад. Да, јас сум тип оние играчи што едноставно не ќе да губу, нели, не може да замисли себе да губу. Некад и сакам да губу, не сакам да губу, ама не може сега да губу, значи нервираме тој, нервира, значи едноставно кад се направил добра екипа, пример кад имам, играмо со некои си слаби и да изгубиш од нема, едноставно не е тој, значи игра у февруари имаше турнири за Си Ѓорги Кратовски, тој кој на нас у Кратово, имаше екипи од Куманово, Паланка, Ранковци, Штип, Пробиштип и немам појма уште одека, и нели од кај нас. И сега ние се паднамо у екипа со Бејан Железара од Паланка и Кајри Спор од Кратово. И сега, ние си направимо добра екипа, и сега, улагамо прва утакмица, не сме се договорале што тактички, без тактички улегнамо, изгубимо 14-1. Ај што изгубимо 14-1, на полувреме беше 4-1 само, 4 или 5-1. 9 гола за урок од 20 минути да примаш, значи, не знам, тој си да се изнервам. Втората утакмица изгубимо само 5-1, на полувреме беше 3-1, 5-1 изгубимо, ама там више тие кажаа дека се Бејан Железар, дека се дупло поеќе и од Кајри Спорт, така да едноставно само со таа утакмица смо задоволни и на крај испаднамо ко предпоследни или последни, не може да се сетам точно. Што беше уште друго? Иду на победа секад, значи јас се тип оној, ако се некој труде друг од мојата екипа, ќе се труди ја. Ако никој не се труде, нема потреба зашто се труди и ја у мојата екипа да ни помогну, пошто останало кад све иду, нека иде све у курац. И последната работа за денешното видео е, имам план зидина уште сега. Значи, мене некој кога ми е досадно, значи ја фално размислуваш за иднина, што ќе правам, што ќе оноду, за кој да, ако некој ме прави што ти имаш со кој иднина, јас еве може нешто ги кажам. Игра за Македонија. Се преселу пичку мајчино. Да тренирам рагби. Да пасу трава, да одгледу овци. Значи на крај кој ги спад твоите работи, ја ти што ги замислуваш за иднина, такој да све ќе си дојде на свое време кад како, значи тоа. Така да мислам дека ви се свиѓа овај видео. Со ново видео се видимо утре. И да, видео ќе има секој петак и субота у 6 сата, така да уклучите звонцето и може да ќе упалимо лайв на Зилзебати или на мојот TikTok профил некој од деновите, така да пратете доле. И ја више немам друго ништо што да кажам, така да лайк, субскрайб и ние се гледаме следно видео тамо, чак утре у 6 сат. И чао!